Добро вечер, почитувани присутни, почитувани панелисти и панелистки. Моето име е Јована Тренчевска, член на извршниот одбор на Форумот на жени на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и државна секретарка во Министерството за труд и социјална политика. Ја имам честа вечерва да бидам модераторка на овој настан, кој што е дел од Агендата 2024 и ќе разговараме вечерва, ќе дебатираме заедно со нашите панелисти и секако и со вашите видувања и ставови за едно многу значајно прашање, а тоа е родовата еднаквост. Родовата еднаквост е од фундаментално значење за секое демократско и социјално праведно општество. Нема еднаквост во општеството ако нема еднаквост на жените и мажите. Постигнувањето на родовата рамноправност и целосната употреба на човечкиот потенцијал представува клjuč за социјален и економски просперитет на секое едно општество. Ние како социјалдемократки веруваме во еднаквоста на жените и мажите, веруваме во родовата еднаквост затоа што државите кои што имаат и овозможуваат еднакви можности на жените и мажите се држави кои што имаат најголеми оценки на скалата на среќа за своите граѓани. Затоа што државите каде што родовата еднаквост е приоритетно прашање се држави кои што имаат економски успех и држави кои што имаат просперитет за своите граѓани. Како социјалдемократи веруваме во еднаквоста на сите, веруваме дека општеството мора да дава еднакви шанси и еднакви можности на секој граѓанин и дека само така може да стане збор за праведно, социјално, демократско општество. Вечерва имам чест да ги најавам панелистите и панелистките на оваа наша трибина. Од моја лева страна, министерот за здравство Венко Филипче и воедно председател на Комисијата за здравство во Социјалдемократскиот сојуз, Снежана Калевска-Ванчева, пратеничка во Собранието на Република Северна Македонија и координаторка на Форумот на жени на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Од мојата десна страна, Санела Шкриелј, дополнителна заменичка министерка за труд и социјална политика, и Бојан Јовановски, извршен директор на граѓанското здружение ХЕРА. Едно од клучните столбови и постулати на борбата и движењето за родова еднаквост е правото на жената слободно да избира и да носи одлуки за своето тело и за своето здравје. Унапредувањето и негувањето на женското здравје не може да бидат остварени без воведување на сеофатни и системски мерки за грижа за сексуалното и репродуктивното здравје и за репродуктивните права. Биолошките разлики меѓу мажите и жените придонесуваат поголем степен на ранливост на женската популација во однос на здравјето и во однос на целокупната благосостојба на жените. Консеквентно на тоа, женската популација влегува во категорија на ризична група во делот на здравјето, а тоа влијае на создавање на поголем ризик од сиромаштија и влијае на квалитетот на живот на секоја жена. Имајќи го тоа во предвид, сакам да го поставам првото прашање на министерот за здравство Венко Филипче. Што е тоа што Министерството за здравство, секторот здравство со кој што вие раководите, го направи во изминатиот период за да го унапреди сексуалното и репродуктивното здравје на жените и да гарантира остварување на репродуктивните права на жените? Благодарам на поканата, на најавата. Навистина ми е драго што
вечерва пред една ваква публика може да зборуваме за сексуално репродуктивно здравје, за родова еднаквост, заради тоа што верувам дека во овие изминати 2 години навистина многу постигнавме во еден отворен и многу транспарентен процес, инклузивен, заедно со многу организации, граѓански институции, издруженија на пациенти, на лекари, стручни здруженија, сакајќи да директно слушнеме што се предизвиците, кои се проблемите со кои што се соочуваат, тие кои што работат директно со крајните корисници, со група на жени, мажи и пациенти, понатаму одредени фокус групи, и така ги креиравме политиките. Една од главните работи со кои што се зафативме веќе пред 2 години беше промена на законот за абортус. Во тој процес мора да кажам дека имавме огромна помош од граѓанската организација ХЕРА, од стручните здруженија на гинеколозите. Сакавме да направиме еден навистина модерен и закон кој што одговара на нашите општествени услови, на модерно општество како што сме всушност ние. Секој општество во различно време има различни предизвици. Прашањето на родова еднаквост, прашањето на пристап кон здравствена заштита е прашање на културолошки карактеристики, прашање на култура, на вера, на уметност, на се тоа што е карактеристика на едно време во едно општество, и сметам дека само така може да се креираат политики, дека не може да нешто превземеме и да копираме, туку треба да развиеме наш автентичен модел. Кога зборуваме за родовата еднаквост, кога зборуваме за разликите кои што постојат, кои што се темела на тие културолошки овои разлики, и кога гледаме и зборуваме низ призмата на пристапот кон здравствена услуга, секоја една земја, секој едно општество има свои некои типични карактеристики. Светска здравствена организација опишува држави и општества во кои што има типични медицински состојби и компликации кои токму од тука потекнуваат. Има жени кои што не смеат да излезат од дома. Зборувам за различни култури и други држави. Има земји во кои што жените не може да стигнат и не смеат да стигнат до гинеколог, не смеат да побараат од мажот да употребува кондом за време на сексот. Има мажи кои што оптеретени од својата улога во општеството, исто така опишани од Светската здравствена организација, се преоптеретени со одредени болести. Мораат да пушат, па се преоптеретени со белодробни заболувања, кардиоваскуларни заболувања. Стресот заради тоа што се на некој начин носители, затоа што тоа така го наметнува општеството во тие земји и култури, исто така може да предизвика одредени здравствени состојби. Во таа смисла ние преземавме низа мерки со цел да ги подобриме условите што се однесува до пристапот до здравствена заштита и во следниот чекор квалитетот на здравствена заштита, и повторно во неколку делови сакам да издвојам тука неколку работи. Ќе бидам краток, нема да одземам многу време, за да после тоа оставиме простори за дискусија. Сериозно внимание посветивме на третманот на малигните болести. Меѓутоа, третманот на малигните болести, пред се тука мислам на карцином на дојка кај жените, карцином на цервиксот на матката, карцином на простата кај мажите, карциномот на бели дробови, повеќе кај мажи отколку кај жени во наши услови. Навистина комплексно прашање. Не може да се реши само со еден чекор или само со една мерка. Тоа е прашање на раната детекција, тоа е прашање на квалитетот на терапијата, тоа е прашање на типот на терапија, тоа е прашање на пратењето на жената, тоа е или пациентот, тоа е прашање на соодветни генетски многу комплексни и скапи анализи. Ние затекнавме состојба во која што огромен број на пациенти чекаа на ред за да стигнат до терапија за малигна болест. Имаше условни буџети, имаше ограничен број на пациенти, имаше пациенти кои што можеа да почнат терапија, па им снемуваше, имаше пациенти кои што воопшто не можеа да стигнат до терапија. Направивме суштински промени. Најпрво се промени законот за паралелен увоз на лекови. Секој лек кој што сега стигнува од државата е со сертификат за квалитет од производителот и од референтна лабораторија која што го потврдува квалитетот на лекот, што не беше случај порано. Се носеа лекови, не знаеме на кој начин,
не знаеме со какво потекло, заради тоа што никој не гарантираше за нивниот квалитет. Бевме сведоци на компликации кои што произлегуваат од одредени диагнози, самите пациенти кажуваат дека немаат ефект од лекот, како ништо да не зема, не осеќа никаква промена. Направивме групна набавка, донесовме 30 нови лекови за 30 молекули за малигни болести. Нема жена во овој момент во држава која што чека за терапија за карцином на дојка. Има прволинijска терапија, има второлинijска терапија, добар дел од пациентките за таа второлинijска терапија беа испраќени во странство. Огромен беше трошокот на фондот, тој што не признаваше како трошок, тоа што не признаваше фондот како трошок, пациентите си го плаќаа од джеп. Има најсовремена терапија за карцином на бели дробови. Има најсовремена терапија за малигни меланом на кожата. Има најсовремена терапија за мултипла склероза. И внимавајте, со групната набавка се направи заштеда од 15 до 20% од тоа што беше претходно. Со 30 нови молекули, ни еден пациент кој што чека за таков третман. Во периодот кој што доаѓа, благодарение на соработката со индустријата, кај нас ќе почне да се имплементира персонализирана медицина. Тоа значи дека за секој лек или комбинација на лекови, посебно за карцином на дојка, ќе се прави соодветна анализа за да се покаже каква комбинација на лекови е најсоодветна. 30 до 40 лека да направите комбинација на 2 лека е негде 4000 варианти, 40.000 да направите комбинација на 3 лека. А тоа, внимавајте, спасува живот. И тоа ќе биде во следниот месец достапно за сите наши пациенти и пациентки кај кои што е тоа потребно. Сериозен напредок се направи во делот на третманот и диагнозата на карцином на цервикс на утерус. За пола е намалена бројката, што мора да истакнеме сериозен успех. Сега, освен регуларниот скрининг на ПАП тест, ќе се користи и ХПВ тестот, кој што е најточен и кој што овозможува жената да биде сигурно следните 5 години, а не секоја трета година, како што е тоа сега. Се направија значајни унапредувања во делот на психолошката поддршка на сите пациентки и пациенти кои што се лечат на клиниката за онкологија. Сега постои специјален пододел за психолошка поддршка, еден сегмент кој што многу долго време го запоставувавме во секојдневната рутина. Лекарите од различни специјалности навистина малку време посветуваа на тој многу сериозен сегмент од лекувањето. Сега секоја пациент на клиниката за онкологија прво што доаѓа разговара со психолог. Има за секој пациент тоа обезбедено, го прати пациентот во текот на лекувањето. Ги ослободивме сите пациенти од малигни болести од партиципација, се дадоа бесплатни градници, се дадоа на раквици за пациентките од карцином на дојка, така да сметам дека е тоа навистина една сериозна придобивка. Еве, понатаму ќе зборам и за еден друг сегмент што се однесува на раното откривање и диагностика на ниво на примарната здравствена заштита, на што навистина долго време посветивме у креирањето на таа реформа и веќе започнува да се имплементира, ќе се имплементира у цела 2020 година со поддршка на Светска здравствена организација и Светската банка. Ви благодарам, министер. Родовата еднаквост во изминатите 2,5 години беше еден од врвните приоритети на владата на Република Северна Македонија. Навистина се работеше во сите сегменти, што впрочем потврди и одговорот и на прашањето за тоа што е направено во сектор здравство од страна на министерот Венко Филипче. Меѓутоа, сега сакам да ја прашам Санела, која што е дополнителна заменичка министерка во Министерството за труд и социјална политика. Меѓутоа, изминатите 2,5 години беше дел од тимот на тогашната министерка, сега вице-премиерка за економски прашања Мила Царовска, што е она Министерството за труд и социјална политика е главниот механизам, координативен механизам во рамки на владата кој што се грижи за унапредување на родовата еднаквост како на национално, така и на локално ниво и ги креира специфичните
политики кои што се однесуваат на еднаквоста на жените и мажите. Меѓутоа, покрај специфичните политики, интервенира, ја вклучува родовата перспектива и во останатите политики кои што се во надлежност на Министерството и дава предлози и во останатите ресори во рамки на владата. Што е она што изминатите 2,5 години е резултат со кој што како тим во Министерството се гордеете во однос на еднаквоста на жените и мажите и во однос на родовата еднаквост. Благодарам, Јована. Мислам дека имаме заедно многу причини на кои треба да бидеме горди за она што е остварено изминативе 2,5 години, меѓутоа и што продолжува да се реализира сега. Пред да дојдам на трибинава, бевме на средба во Штип, така да уште сум под импресии на таа средба и ќе зборувам за една тема поврзана со таа средба. Бевме на средба со представници на текстилните конфекции, со представници на текстилните работници и работнички. И доаѓајќи наваму, значи размислував многу за темата сиромаштија. Знаете дека главната цел на Министерството за труд и социјална политика е намалување на сиромаштијата и не секогаш, иако сме свесни, меѓутоа не секогаш во јавниот говор доволно потенцираме колку сиромаштијата е всушност женско прашање и колку тоа важи за нашата држава. Значи, зборуваме интензивно во овој период и тоа беше предмет и на денешната средба за оние мерки со кои што како влада се гордееме, а тоа е зголемувањето на платите, зголемувањето на минималната плата, мерката за субвенционирање на придонеси, меѓутоа ќе повторам, не секогаш потенцираме колку е тоа битно за унапредувањето на родовата еднаквост, колку тоа влијае на намалување на сиромаштијата кај жените и колку тоа влијае на подобрување на економската положба на жените во нашата држава. Она што го затекнавме како ситуација во 2017 година и зашто долги години уназад и како граѓански сектор постојано пишувавме и критикувавме и се обидувавме да влијаеме, е токму износот на минималната плата и таа дискриминирачка одредба која што во Законот за минимална плата ги издвојуваше текстилната и кожарската индустрија, каде што доминантно се вработени беа и се уште се вработени жени, кои што беа иземени. И разговарајќи со нив, ни посочија, нели ги прашуваме за мерките, дали чувствуваат некоја промена, дали сметаат дека мерките кои што ги креираме во истински правец е, и тоа ќе ги цитирам нив. Значи, ако 2016 година примале плата и тоа зборуваме за нормиран учинок, значи морале да остварат некоја норма која што била далеку од она што е реално возможно во 40-часовно работно време и примале плата од 7.000 денари, значи денес примаат плата од 14.500 денари. Така да разликата е очигледна, разликата е огромна. Дополнително, таа мерка за субвенционирање на придонеси веќе по само 2,5 месеци дава одлични резултати и она што можеме да го забележиме е дека најголем дел од вработените во приватниот сектор, околу 70% од вработените во приватниот сектор, веќе имаат плата над 18.000 денари. Значи, автоматски имаме пораст на платите. И кога одиме ги посетуваме не само текстилните конфекции, туку и другите фабрики, мислам дека дури тогаш стануваме потполно свесни за оваа тема, колку е ова родово прашање, затоа што знаете и во фабрики каде што има многу добро платени работни места и на 40.000 денари, нивелат, знаете, имаме се уште вработени кои што се на минимална плата. Таму се претежно жени, затоа што тие се многу прецизни, тоа е прецизна рачна работа и така и се викаат женски траки. Така да тоа ни е еден потик да продолжиме силно да работиме во оваа насока, дека мора да работиме понатаму на зголемување и на раст на платите и да бидеме целосно свесни како тоа влијае на подобрување на положбата на жените во нашата држава. Во однос на она што беше социјална реформа, има една измена во Законот за социјална заштита која што многу пати ја дискутиравме дека никогаш доволно не испромовиравме, а претходно како граѓански активистки, држејќи ги обуките за родово одговорно буџетирање, сме ја кажувале како пример, а тоа е дека жените се секогаш многу поодговорни во однос на располагањето на средствата и приходите кои што ги имаат и дека многу повеќе ги вложуваат во своите деца, во образованието на своите деца. Па кажувавме примери дека социјалните трансфери може да се насочат и примателот да биде мајката. Токму тоа го направивме со измените во Законот за детска заштита, образовниот и детскиот додаток кој што ги воведовме, значи законски утврдивме дека таму каде што е нели возможно, носителот е мајката.
и на тој начин сметам дека и како допринесуваме за економското јакнење и економската независност на тие жени кои што живеат во семејства кои што се без приходи и се во ризик од сиромаштија. Друга една тема која што претходно долго време ја зборувавме е темата насилство во жени. Знаеме сите дека веднаш се ратификува Истанбулската конвенција, меѓутоа не застанавме тука затоа што нашата држава беше позната по тоа дека ратификува документи и носи стратегии, тие остануваат само како документ на хартија. Веднаш се изготви акциски план за имплементација на Истанбулската конвенција и кога ги броевме на крајот на годината, на крајот на 2019 новоотворените сервиси за жени жртви на родово засновано насилство, кои што се 16, значи дури и ние се проверувавме по неколку пати, затоа што претходно беа само 4, дури и нас ни изгледаше невозможно дека на вистина, значи во таа една година сме успеале да воспоставиме толку нови сервиси, а дополнително во буџетот за 2020 година се отворени средства, се издвоени средства за уште 10 нови сервиси. И дека всушност ние со тоа ќе го имаме тој минимум пакет во секој од планските региони во државата. Значи нешто што со години сме го барале и сме го зборувале и било личало на моменти како невозможна мисија, всушност со само добра волја и со добро управување со ресурсите и буџетите дека било лесно остварливо. Друга битна работа со која што се потсетив да новиве, затоа што во Министерството имаше во текот на 2019, мислам дека беше една конференција на ЕРА за напредување на правата на ЛГБТИ заедницата и добивме два преубави големи банери со порака дека Република Северна Македонија е еднакво општество за сите и ги ставивме на влезовите на кабинетите во Министерството и пред некој ден го воочивме тоа дека се свртени наназад. Ги свртивме пак се свртија, небитно. Значи нема враќање назад. Она на што сме особено горди во Министерството е што Министерството за труд и социјална политика доби награда од граѓанско здружение за поддржувач на годината во борбата против хомофобијата и трансфобијата. И тоа е нешто што беше претходно незамисливо. Значи, ние претежно сме биле од другата страна, сме протестирале пред Министерството за труд и социјална политика, значи во добар дел случаеви било извор на тие родови предрасуди и дискриминација. И знаете, одеднаш имате ситуација на таква отвореност и на таков партнерски отворен однос со граѓански организации, со други институции, значи таков проток на идеи, значи секторот за еднакви можности, пол со идеи, доаѓа со нови предлози, измени во законот за вознемирување на работно место, ратификација на конвенцијата на ИЛО за вознемирување и злоупотреба на работно место. Значи, едноставно Министерството стана најотворена институција која што покажа дека институциите треба и мора да бидат подеднакво пристапни и достапни и да се застапуваат за правата на сите. И тоа е нешто на што сме исклучително горди. Она што исто така сакам да го кажам е и врзано со претходното, е јакнењето. За мене е многу битно што гледам дека во изминатиот период имаме јакнење на она што се нарекува женска солидарност. И мислам дека женската солидарност е клучот на нашата борба за родова еднаквост. Се разбира дека тука ни се потребни и мора да ги имаме како партнери и мажите, меѓутоа сепак треба да сме свесни дека ние жените сме носители на таа борба и дека првенствено е наша борба. Затоа што ние сме тие кои што се уште во овој момент се бориме за еднаквост, затоа што нашето општество се уште е патриархално општество. И на тоа сме сведоци. Последниот пример кој што излезе со случајот на групата на Телеграм ни го покажа тоа и ги исфрли на виделина, значи сите родови стереотипи и патриархални сваќања кои што се уште и како постојат во нашето општество. Поврзано со тоа, сакам да кажам уште неколку работи кои што започнаа како иницијатива во Министерството се многу битни, дека работиме на нова програма за рано учење и развој, која што треба да се имплементира во детските градинки, затоа што на вистина од таму треба да почне градењето на вредностите и дека во тие модули за прв пат воведовме и мислам дека сме прва држава во овој регион која што воведува такви модули за социоемоционален развој и на наставниот кадар во градинките и на децата, каде што делумно ќе бидат опфатени, значи ќе имаат и родова компонента и едукација за родовите улоги од најмали нозе. Во таа насока сметам дека треба да си признаеме дека оно што го донесе владата како одлука, а на предлог на Министерството за образование и наука за конечно воведување на пилот сеопфатно сексуално образование во нашите училишта е огромен и значаен чекор
кој што треба да придонесе до намалување на тие родови стереотипи и на градење на здрави емоционални врски уште од најрани нозе. Мислам дека има уште многу теми за кои што може да зборуваме, меѓутоа лично мене да речам овие неколку ми се најдраги во однос на изминатиот период во МТСП. Благодарам. Ти благодарам, Санела. Навистина ова е мал дел од она што беше направено во изминатите 2,5 години во делот на еднаквоста, односно на еднаквите можности на жените и мажите во Министерство за труд и социјална политика и во делот останатите министерства. Следното прашање е до Бојан Јовановски, кој што доаѓа од граѓанската организација ХЕРА, кој што патам оваа година слави јубилеј 20 години од основањето. Навистина еден убав јубилеј, честитки до тимот на ХЕРА и ви посакувам уште многу вакви јубилеи, затоа што како граѓанска организација сте навистина спремни, секогаш подготвени да учествувате во креирањето на политиките, во напредувањето на политиките како на национално и на локално ниво, и токму во таа насока ќе биде и моето прашање до вас. Значи, долги години работите на вашата главна мисија унапредување на родовата еднаквост, на репродуктивно и сексуалното здравје и социјалната инклузија. И сте одличен коректор на политиките на единиците на локалната самоуправа, меѓутоа нели и на нив и на владата. И моето прашање е колку навистина граѓанскиот сектор е партнер на локално и национално ниво во креирањето на политиките, меѓутоа и во имплементација на активностите, односно на мерките од тие политики, и дали како представник од граѓанска организација сметате дека политиките во државата се родово одговорни и придонесуваат кон еднаквост на жените и мажите и кон напредувањето на женските права? Благодарам, Јована, и за поканата и за честитките во однос на јубилеот на ХЕРА. Па добро, мислам, секогаш кога треба да се одговори на ова прашање колку се граѓанските организации партиципативни и учествуваат во креирањето на политиките, ако треба да ја направиме таа споредба од минатото, веројатно разликите се огромни. Особено што во тоа време политиките беа во насока на наштетување на правата на жените, на генерално на народовата еднаквост, а се разбира партиципацијата беше практично минимална, па можеме да кажеме и сведена на нула. Она што сега се постигнува со ова нова влада е секако дека учеството на граѓанските организации, особено во делот на креирањето на политиките, е навистина големо. И тоа можеме да го забележиме во најразлични комисии, најразлични работни групи кои што се формирале во овие последни 2,5-3 години, каде што и ние како граѓанска организација и други граѓански организации секако дека биле вклучени и давале свој придонес во однос на креирањето. Тука секако и нели законот за абортус, каде што ХЕРА беше исто така член на таа работна група и доста помогна во однос на создавање на еден закон кој што ќе биде предсе демократски, кој што ќе ги штити правата, здравјето и животот на жените. Така да разликите се неспоредливи, колку политиките кои што се носат се родово одговорни и родово сензитивни, респонзивни, секако дека има големо поместување. Мислам дека во тој дел граѓанските организации во голем дел се задоволни. Прашањето во однос на имплементацијата секогаш е предизвик сам по себе. Значи не е секогаш доволно да имате политика, да имате закон кој што укажува дека тој ќе биде родово сензитивен и ќе одговара на потребите на жените, ако тоа не го видите во нивната вистинска имплементација. И тука мислам дека очекувањата можеби на граѓанските организации не се такви како што можеби беа. И мислам дека тука малце повеќе напор треба да се даде во иднина. Она што е особено важно кога се креират самите политики, основата треба да
појде од оние кои што ја креираат политиката. Секогаш кога збориме во однос на вклученоста, партиципацијата на жените е несомнено многу битна во било која политика, особено во однос на креирањето на самата политика. Така да мислам дека тие политики кои што особено треба да одговорат на потребите и поддршката на жените, во нив мнозинството треба да бидат жени. Тука е основата. Дали било тоа комитет, дали било тоа работна група или нешто слично. Ние во основа сме имале во минатото многу мерки кои што се креирале без истовремено да биде вклучена родовата компонента. Значи, секој креатор на политики, секој имплементатор во било кое законско решение, во било која мерка, која што треба да се донесе, треба да тргне од таа основа. Колку навистина родот е интегриран како компонента во спроведувањето на одредена политика и колку таа имплементација успева да го подобри животот и стандардот на жените, нивното здравје и слично. И сега, за да бидам малце поконкретен во однос на партиципацијата, ние разговаравме можеби претходно во однос на тоа колку мажите треба да бидат вклучени во креирањето на родово одговорни политики. Да, тоа е следното прашање, добро. Да, така да, многу е битно, еве, чисто како примери во однос на тоа што значи родово одговорни мерки. Вие ако имате буџети, имате мерки кои што треба да го стимулираат спортот во државата. Вие треба секогаш да го имате во предвид тоа дека спортот треба истовремено да го подобрива животот на девојките и жените, како и на мажите. Барем во минатото сме доста сведоци колку во тие локални општини, буџети, па дури национални повеќе се стимулира спортот кај мажите отколку кај жените. Така да мислам дека треба навистина оние кои што ги креираат политиката секогаш да ги стават оние очила кои што подобро ќе го гледат родот во однос на тоа да можат истите да дојдат до израз. Ние сме имали ситуации каде што често пати со општините сме разговарале во однос на потребата од градење на тротоари. Дека тоа е едно од родовите компоненти кои што не можеле да го сватат бидејќи сметале ние градиме патишта. Тоа е многу побитно неголи тротоари. Меѓутоа по тротоарите повеќе се движат девојки, жени и деца отколку мажите, да кажеме. И заради тоа е потребно тротоарите да бидат многу да кажеме, фокусирани во таа инфраструктура која што се прави по општините и слично. Така да разбирањето во однос на родот е многу различно, така да мислам дека тука треба многу кај секој политичар, кај секој оној кој што планира да креира одредена политика или одредена мерка, секогаш да си го постави прашањето, колку ова прашање навистина доведува до родово еднакво општество, колку навистина ги адресира потребите на жените. Таму ќе дојдеме и до вистинската родова еднаквост. Збориме за имплементација, еве во однос на имплементацијата, значи оваа влада покажа навистина голема волја во делот на сексуалното и репродуктивното здравје. Една и од, да кажеме, тие мерки беше нели контрацепција на позитивната листа на лекови. И на тоа сите ние се гордееме. Меѓутоа тоа е само изразено во форма на некоја политичка волја, на некаква политика која што е пишана, меѓутоа реализацијата не ја имаме во стварност, така да еве еден како пример како би требало тоа да се имплементира, не само да се демонстрира одредена политичка волја, имплементацијата е многу важна за војнина. Веројатно има доста примери кои што можеме тука да ги ставиме. Така да до сега толку, може би после во другото прашање некои други работи би се освои. Ви благодарам, Бојан. Следното прашање е до Жане, која што долги години е активна во политиката, особено во форумот на жени на Социјалдемократскиот сојуз, а од минатата година е и координаторка на форумот на жени, кој што е
облик на организирање на жените во рамки на Социјалдемократскиот сојуз и има многу значајна улога, а тоа е лобирање, спроведување на активности за поголемо учество на жените оннаму каде што се креираат политиките, оннаму каде што е сконцентрирана моќта, односно и жените и мажите да седнат заедно на маса, да можат да разговараат за политики и за онаа што е потребно на сите во општеството, односно на жените и мажите. Жене, колку форумот на жени на Социјалдемократскиот сојуз во изминатиот период направи навистина вистински исчекорувања во делот на унапредување на еднаквите можности на жените и мажите и особено зголемување на учеството на жените во процесите на одлучување, односно таму каде што е моќта, таму каде што се одлучува. Добро вечер од мене. Благодарам Јована за прекрасната најава, бидејќи јас секогаш тоа го чувствувам, јас сум жена, јас сум феминистка, пред се, а после се друго. И секогаш во политиката најважната улога и најважните активности ми биле поврзани токму со родовата еднаквост и учеството на жената во сите општествено-политички процеси. Зошто го сметам, односно зашто го сметам и го сметам за најважно прашање, токму ради она што го кажа Јована и во воведното излагање, а тоа е дека нема среќно општество, нема богато општество, нема демократско општество, доколку немаме вистинска равноправност. Тоа е вистинската причина зашто сум исклучително горда како социјалдемократка, која своето учество во форумот на жени го чувствува и го сваќа толку сериозно. Тоа беше од самиот почеток на мојот политички активизам, секако сега и со новата улога, новата одговорност која што имам како прва жена на форумот на жени, тоа само се дуплира, да кажеме, но и улогата која што имам во парламентот како парламентарка веќе ми дава можда и повеќе можности за да дојдат, односно за да добијат светло на денот многуте идеи и многуте заложби на сите нас социјалдемократки кои што сите изминаесет 20 години ги има. И јас сум навистина многу горда што иако имавме многу тежок период во опозиција, кога се соочивме со губење на веќе стекнати права, меѓу кои што и правото да одлучуваме за собственото здравје и планирањето на семејството преку рестриктивниот закон за прекин на бременоста, па и низа други мерки кои што претходната влада ги спроведуваше, што отворено, што суптилно, што преку закони, што преку кампањи. Но штетата беше многу голема. Зошто сум горда и на тој период, затоа што форумот на жени како посебен организационен облик во нашата партија, согласно статутот, и во тие најтешки времиња успеа да остане цврсто на нозе, обединет и силни, храбри жени да се борат и да говорат гласно за се она што не е добро и за се она што ние сакаме и мораме да го направиме во оној момент кога ќе добиеме власта во своји раце. Ние рековме дека образованието е клучно и тргнавме од она што значи политичко образование на нашите социјалдемократки. И тука направивме голем исчекор. Ние во декември завршивме 5-та генерација од школата за женски активизам. Зошто е ова многу важно? Затоа што само свесни жени, затоа што само едуцирани жени можат да го придвижат светот. Затоа што равноправноста подразбира равноправност во сите сфери. Ако ние не сме политички спремни,
обучени, ако немаме политичко знаење, умење, тогаш не ќе можеме да практицираме власта и да учествуваме дали во законодавна, дали во извршната власт со полн капацитет. И затоа сум исклучително горда што тоа го правевме во најтешките времиња и тоа го продолживме и секако ќе го продолжиме и понатаму. Но многу сум среќна и задоволна што се повеќе се чувствува влијанието на женската мисла, на женската определба, на женското знаење и умење во сите сфери, како во парламентот, така и преку жените социјалдемократки кои што дојдоа на чело во локалната власт, како градоначалнички, како председавачки на советот, како советнички и исклучително покажавме и докажавме дека можеме да бидеме одлични министерки, па дури и во условно кажано најтешките или најмашките министерства. Што е она што ни предстои? Вие сите знаете дека борбата никогаш не беше лесна и дека ние почнавме со чинам 5-6 жени во парламентот, за да конечно сватиме дека и тоа го свати Социјалдемократскиот сојуз, односно тогашниот клуб на жени на СДСМ, дека мораме да се избориме за квота. Бидејќи ако немаме квота може да чекаме можда уште 500 години за да полека еволуираме во свеста. И впрочем тоа не го измисливме ние, тоа беа веќе европски светски трендови. Ние бевме предводници на таа промена, СДСМ беше предводник на таа промена и дојдовме до квота од 30%, за потоа да тоа го изнесува на своји плеки најмногу жените од СДСМ и жените кои што во тој момент беа во парламентот. Потоа дојдовме до квота од 40%. И тоа во многу тежок период, во Пржинскиот договор. Ние знаеме како се организиравме заедно и со Македонско женско лоби, значи во мрежата со невладините, преку нашата Цветанка Иванова, која што беше дел од преговарачкиот тим, и форумот на жени во мрежа, буквално, значи, од минута во минута ги дававме предлозите на Вибер и конечно успеавме да таа промена влезе. Замислете, Пржински договор беше тогаш, а ние рековме сега е времето тоа да го протнеме. Ова го кажувам како пример затоа што не постои невозможна мисија, не постои не е вистинско време. Секое време е вистинско кога имаш добра идеја и кога знаеш како тоа да го направиш. А ние покажавме и докажавме дека знаеме и умееме тоа да го направиме. И дојдовме токму ради сите тие успеси кои што ние многу макотрпно ги стигнавме, дојдовме до ситуација да веќе сме предвесници на 50-50. И зип-зап систем. Знаете колку тоа далечно не изгледаше на времето? Ние се го поставивме тоа како цел, не знае, и говоревме на конференции, на работилници, во школи, внатре во партијата. На почетокот ни се подсмевнува, нели? Сега, 50-50, нели? Така беше. Но сега дојдовме во ситуација, вие знаете дека тоа го најавивме и нашиот председател Зоран Заев на 20 години роден ден на форумот на жени јавно објави дека овие парламентарни избори СДСМ ќе го направи тој чекор и под услов да не стигнеме, односно да не добие зелено светло законската измена во собрание. И тоа ветување ќе се оствари и СДСМ ќе биде единствената партија која што на листите ќе има 50-50. Но тука не застануваме. Во нашата програма која што приготвуваме, рековме и веќе го најавивме тоа, дека ќе воведеме квота за извршна власт. Затоа што видовме дека споро ни се движат и тука работите. Не е доволно нивото, процентот на министерки.
Не е доволен процентот на градоначалнички. И затоа мораме и тамо да размислуваме, да го најдеме решението и го имаме решението и тоа ќе го направиме. Со низата други мерки. И тоа е она, драга моја Јована, на која што јас сум исклучително горда и на која што мислам дека секоја жена социјалдемократка треба да биде горда, бидејќи, да ви кажам едно, драги мои, нема друга партија, нема друг форум, нема друг клуб, унија, што и да е, која што може да ги изнесе тие демократски промени во општеството и да биде лидер. Ние сме лидерки и не само во нашата држава, туку сме лидерки и во регионот и тоа е препознаено во целиот регион. Тоа е препознаено од PES Women, од CNET Gender мрежата, од Европска комисија и тоа е уште нешто што дополнително треба да ни биде ветер во грб. Ти благодарам, Жане. А сега почнуваме со вториот круг на прашања. Ќе започнем со Санела. Санела, сведоци сме на се поголемо вклучување на жените во општествениот, во политичкиот живот, се поголема еманципација, вклучување поголем процент на жени во високо образование, магистри, докторки на науки, кога влегуваат, кога почнуваат да градат кариера, стигнуваат до високи менаџерски позиции. Но од друга страна, доколку државата нема политики со кои што ќе се усогласи, ќе се хармонизира семејниот со професионалниот живот, имајќи во предвид дека најголем дел од жените го носат товарот на домашните обврски, грижата за деца, грижата за семејството, за најстарите, највозрастните членови во семејството, ние наместо да ја олесниме на жената и го зголемуваме нејзиното работно време. Што е трудовите политики се во надлежност на Министерство за труд и социјална политика и што е она што во наредниот период Министерството ќе го направи за да можеме да кажеме дека навистина со процесот на еманципација на жени, со процесот на вклучување на поголем број жени во општествениот и политичкиот живот, ние ќе направиме, ќе креираме политики за усогласување на семејниот и професионалниот живот. Благодарам на прашањето, Јована. Да, ние зборуваме за поголемо вклучување на жените во сите општествени процеси. Меѓутоа, од друга страна, државата е должна и мора да обезбеди таков систем на поддршка во локалната заедница, кој што ќе овозможи таква рамнотежа помеѓу приватниот и професионалниот живот. Министерството веќе започна да работи на тоа. Она што е дел од реформата во системот на детска заштита, всушност и како допринесува и е препознаено како една од главните, да речам, пречки и бариери кои што ги спречуваат жените и да влезат, например, на пазарот на труд, меѓутоа и да можат да бидат целосно вклучени во сите процеси понатаму. А тоа е оно со што се соочивме, а тоа е огромниот недостиг на капацитети за згрижување на децата, затоа што, како што спомна, товарот на домашните обврски кај нас се уште доминантно паѓа на жените. Ние можеме да зборуваме за еднаквост и рамноправноста надвор во општествените процеси, меѓутоа се уште треба да работиме на тој баланс внатре во семејството. И сметаме дека капацитетите за згрижување деца се едни од тие главни услуги кои што мора секоја локална заедница да ги обезбеди и затоа тоа е една дополнителна од причините поради која толку многу вложуваме во детскиот развој и заштита и силно инвестираме во градинки и тоа особено сме фокусирани на руралните општини затоа што тие долго време беа запоставени, занемарени и некако се претпоставуваше дека жените од руралните средини не работат, не сакаат да работат, не се вклучуваат во општествените текови, па не се потребни такви услуги. И не зборуваме само за градинките како услуги, зборуваме на се она што значи поддршка во тие семејни обврски, како што е грижата за повозрастните во семејството, кој што сме сведоци дека се уште паѓа како терет и како обврска доминантно на жените и токму затоа инвестираме силно во развој на услуги на локално ниво,
Работиме заедно со општините во моментот на развој на тие социјални услуги. Една од тие услуги за помош и нега во домот сметаме дека е исклучително битна за семејствата од една страна и за овозможување на жената да го воспостави тој баланс помеѓу приватниот и професионалниот живот. Во однос на трудовите политики се започна со процес на подготовка на нов закон за работни односи и тоа е, да речам, се работи, имаме веќе некоја напредна фаза каде што ќе се регулираат многу битни аспекти кои што ќе придонесат за воспоставување на оваа рамнотежа. Како прво, она што долго време го баравме, родителското отсуство. Знаете дека законот како што е доста ограничувачки и самото отсуство ради бременост го врзува со раѓањето и на некој начин невозможува да татковците не ги стимулира татковците да подеднакво се вклучат во таа грижа за децата веднаш по раѓањето. Така да тоа се регулира во новиот закон за работни односи преку воведување на родителското отсуство и за одреден период на задолжително татковско отсуство. Понатаму, она што го содржи предлогот закон за работни односи е воведување на она што значи флекси security, значи флексибилност на работно време и работно место, меѓутоа со добра заштита на работното место, односно гарантирање на работничките права. Исто така сметаме дека е многу битно она што го нарекуваме воведување на ваучер систем и плакање по час. Зошто е тоа битно прашање за жените? Ние велиме честопати дека жените се економски неактивни и тоа статистички гледано е така. Значи, околу половина од женското население во Македонија е економски неактивно, што е огромна загуба. Меѓутоа, ако навлеземе подлабоко, ќе видиме дека тие жени како работат, меѓутоа работат во она што се нарекува неплатена работа. Значи, економија на грижа. Тие како се активни, работат, допринесуваат преку грижата за останатите членови на семејството, меѓутоа немаат никакво осигурување, значи не може да се надеваат дека ќе рачунаат на пензија во повозрастните години, едноставно она што се нарекува неплатен женски труд. Токму затоа она што го планираме како нов систем и во Законот за работни односи, меѓутоа и како начин на плаќање кај нас, наместо во моментот она што го имаме дневница, плаќање по час и воведување на ваучер систем, кој што е исклучително битен за жените кои што работат, меѓутоа немаат никаков вид на осигурување и не се платени, за да можат на некој начин да бидат осигурани, да бидат платени за тоа од една страна, а од друга страна на тој начин ќе го обезбедиме развојот на она што се нарекува економија на грижа. Тоа е таа економија на грижа и фактички развој на услуги на локално ниво. Така да сметам дека овие неколку мерки, дел од нив се веќе започнати, дел од нив ќе се регулираат во новиот закон за работни односи, како што спомнав, се исклучително битни за овозможување на услови да жената биде активно вклучена во сите општествени процеси, меѓутоа и адресирање на многу битни прашања како што економијата на грижа и неплатената домашна работа која што жените секојдневно извршуваат. Ти благодарам, Санела. Следното прашање е за Жане. Покрај координатор на форумот на жени сте и пратеничка. Собранието или парламентот е еден од институционалните механизми, има воспоставен институционален механизам за унапредување на еднаквите можности на жените и мажите. Покрај Комисијата за еднакви можности, многу помоќен е клубот на жени пратенички. Има доста значајна улога да во рамки на парламентот, на собранието, креира, го вклучува концептот на родова еднаквост во законите кои што ги донесува собранието, меѓутоа и безброј други активности кои што допринесуваат до унапредување на еднаквите можности на жените и мажите. Како пратеник, сакам, на нас и на публиката овде, да ни кажете што е она што парламентот во моментот или 2,5 години наназад го прави за да ја подобри положбата на жените во сите сфери на општественото живење. Благодарам, Јована. Токму така, како што кажа, парламентот во овие 2,5 години воопшто навистина доста се посвети
на она што значи родова еднаквост и вклучување на, значи во сите сфери, во сите политики на родовиот аспект. Многу е она што е многу важно, зошто некако стана воопшто парламентот свесен за потребата, а тоа е дека после 27 април, после тој црниот 27 април, жените во парламентот беа тие кои што најдоа начин смогнаа сили да си подадат рака без разлика на се, да испијат кафе заедно, од сите политички партии говорам жени, и да кажат дека ние на општеството му требаме. И ние мораме да најдеме начин како да соработуваме за добро, за воопшто за доброто на сите. А кога станува збор за жените, за доброто секако на жените и родовата еднаквост. И тоа го направи, тоа колегите пратеници и мажите го видоа и потоа почна полека и тие да седнуваат и да пробуваат, да ги градат тие мостови на соработка која што е неопходна ако сакаме, значи парламентот да функционира и ако сакаме да ги донесеме оние закони кои што ние ги креираме и сметаме дека се воопшто за доброто на граѓаните. Тогаш почнаа сите да сваќаат дека која е предноста воопшто на жените. Значи, жените имаат еден сосема друг поглед, жените не се толку суетни, жените се многу погрижливи, многу повредни, не сакам тука нашите да се навредат нашите машки. Да, апсолутно, и мислам дека тие се доволно родово сензитивни да сватат за што говорам. И сега, како почнавме да работиме, да, во собранието има комисија за еднакви можности, која што е предводена како председателка е Даниела Рангелова. Во неа активно учествуваат сите, но уште поважна е улогата на клубот на пратенички. Клубот на пратенички прв пат беше формиран токму по иницијатива на пратеничките на СДСМ и долго време, кога ние бевме во опозиција, тој клуб беше замрен всушност. И не функционираше. Она што ние го направивме кога дојдовме, што го возобновивме и му дадовме една друга димензија, и навистина сега можеме да кажеме дека тој клуб на пратенички е одличен пандан, одлично место каде што ние можеме во парламентот да седнеме сите заедно, пратенички од сите политички партии, и да говориме надвор од она што значи наша политичка идеолошка матрица. А верувајте, има такви прашања. Едно од тие прашања беше Законот за заштита од дискриминација, кој што ние 7 месеци во парламентот не можевме да го донесеме, но успеавме на клубот на пратенички да ги убедиме нашите колешки пратенички од ВМРО ДПМН дека треба да делуваат и направивме, значи финта, па Владко Ѓорчев кога беше на пат, се одржа комисијата и го донесовме на пленарна седница законот и го усвоивме. Така беше и со законот за спречување на бременост. Значи, има примери и затоа би реков, ништо не е невозможно. Буквално се е возможно. Не е лесно, не е едноставно, треба време и не секогаш, многу пати ќе седнеме, па ќе се скараме, па ќе излеземе од нашата женска просторија која што имаме во собрание, но утредента пак ќе седнеме и ние не се откажуваме. Иако треба 10-тиот пат сигурно ќе најдеме начин како да си ги одредиме клучните точки. И тоа е навистина Јована многу важно прашање и мислам дека тоа треба некако да најдеме одредени механизми, некои начини да тоа го пренесеме и на други институции.
пошто ова е многу позитивен пример. И да, за овој пример, затоа имаме поддршка од меѓународните организации за функционирањето на клубот на пратенички и препознаени се вредностите. И веруете, секогаш кога имаме проблем закочен, секогаш се пробува преку нас прво. И многу често успеваме. Не викам дека секогаш, но многу често успеваме. За законот за јавно обвинителство сигурно нема да успееме. Ти благодарам, Жене, да, и убаво е после ова да се размислува на истиот начин и на локално ниво, да постои некое тело во кое што ќе ги собира на едно место жените советнички, жените председавачки на совет, за да можат околу прашањето за родовата еднаквост, за еднаквите можности на жените и мажите да имаат усогласени ставови. Стокму и на тоа мислев, Јована, и навистина е време веќе да почнеме тоа да го имплементираме. Следното прашање е до моите двајца гости панелисти. Исто прашање за двајцата. Сведоци сме дека и свесни сме дека најголема посветеност на прашањето за народовата еднаквост и во граѓанскиот сектор и во администрацијата е од страна на жените. Кој ќе погледнеме на трибини, на конференции, на состаноци каде што се третира прашањето на родова еднаквост, најчесто се присутни жени. Дали министер и Бојан сметате дека родовата еднаквост е само женско прашање и кое е вашето видување за улогата на мажите во унапредувањето на родовата еднаквост? Министер, повели прв. Ја мислам дека прав маж е адвокат за женските права. И сакам да прокоментирам тука уште значи да се надоврзам на Жане за овие процеси кои што се одвива во парламентот и ќе го спомнам примерот со измена на законот за абортус, во кој што чисто процес покрај граѓанскиот сектор беа вклучени и пратеничките, беа вклучени и стручните здруженија, гинеколози, тука се пред се докторки. Самиот закон, значи пазите каков дискриминирачки закон. Закон кој што уредува прекин на бременост по своја волја, заради тоа што има и медицинска индикација, тебе волјата ти ја става во втор план. Значи доаѓа жена да абортира, кој знае каква мака ја натерала да дојде да абортира и имаш ти комисија која што треба да се состане, па да има време, пази 3 дена да дојдат, да ти попуваат, да ти кажуваат, па имаш психолог, да разговара со тебе, па слушаш на овие срцеви тонови ако има во тој период од бременоста, што не е ништо друго освен директно влијание на волјата. Значи контрадикторност невидена. Па уште аргументација зашто не требало да се менува закон било убиство, као ние да не знаеме што ето и како што значи индикација медицинска, што значи абортус по своја волја. Значи сега до 12-та недела си доаѓа жената, си бара абортус, волјата е на прво место, докторот сам одлучува дека таа може да абортира. Од 12-та до 22-та недела повторно волјата на жената е на прво место. Даваме опција на докторот доколку тој смета пред се да се обезбеди себе си со уште едно стручно мислење да направи овој евентуално конзилиум, мала мини комисија без одлагање во првите 24 часа да се заврши абортусот. Го спомна Бојан медикаментозниот абортус, ние го ставивме тој медикаментозен абортус во
Законот, за жал, многу долго време чекавме да заради некои политички координации на едно друго ниво се промени законот за здравствено осигурување, да еве сега конечно, после година и пол време чекање, пред месец и пол дена помина тој закон во парламентот и сега сме конечно способни да го рационализираме начинот на промена на позитивната листа и да и контрацептивно средство биде на позитивна листа. Ние пративме една мини комисија во Хрватска, да ги види хрватските искуства и според тоа да ги димензионираме нашите правилници во кои што ќе се спроведува медикаментозниот абортус. Многу често е прашање на пристап и достапност и визибилност на некој сегмент во здравствениот систем за да направиме некој сериозен напредок. Во Скопје, во Тетово и во Куманово со како заеднички проект со Министерството за труд и социјална политика, помогна Министерството за внатрешни работи, UNFPA и UNDP, се направија овие центри за третман на жртви од сексуално родобазирано насилство. Знаете, кога ние од искуство, многу тешко луѓето се одлучуваат да кажат. Едноставно не признаваат. Посебно нема да кажат ако не видат дека системот нуди некаков прозор на можност тоа да се каже, да се процесуира, да некој го превземе тоа како одговорност. Во тие центри се мултидисциплинарни. Најтешко кај нас е да организираш нешто мултисекторски и мултидисциплинарно. Да споиш 2, 3, 4 сектори, струјки, специјалности на едно место, тоа е најголемиот предизвик. На вистина ми е драго што успеавме. Кај што има гинеколог, кај што има психолог, кај што има директен линк со Министерство за внатрешни работи, обвинителство, да се покренат сите механизми. Така ќе се охрабри жената, жртва на такво насилство да дојде, да пријави, да поразговара, заради тоа што само така со еден комплексен пристап и третман на тој проблем може истиот да се реши одлично, функционираат у периодот кој што следи. Планираме отварање на повеќе такви центри ширум државата. Благодарам, министер. Бојан? Во однос на вклучувањето на мажите, една од работите како најдобро би можела да се вклучат мажите е веројатно со тоа што пополека ќе се исклучуваат од делот на креирање и имплементирање на политиките и давање простор повеќе на жените. Така да мислам дека вклучувањето е повеќе нивно исклучување. Мислам дека тоа е една од Сам ништо лично кон министерот Филипче. Ама мислам дека мислам дека тоа е многу важно, дека основата треба да лежи во поголемата партиципативност во одлучувањето и во носењето на политиките. Тоа за мене е едно од клучното. Јас верувам дека она што се случува во парламентот, дека во некоја блиска иднина ќе се рефлектира и на ниво на владата, на извршната власт, секако и на ниво на општините, во делот на градоначалниците и слично со она што значи политичка партиципација. Мажите, она што треба да кажеме, мажите повеќе да направат е да носат поголем сензибилитет во однос на ова прашање. И да знаат дека во дадени моменти, во дадени програми, политики и слично е потребно соодветно да се адресираат потребите на жените. Тоа значи дека ако сега во собранието во иднина треба да се избере комисијата за антидискриминација, мажите треба да бидат свесни дека во таа група, имајќи предвид дека поголем дел од населението во државата се жени кои што се дискриминирани, таа комисија треба барем да обезбеди подеднаков распредел на мажи и на жени. Мислам, тоа е едно од главните прашања. Сега секогаш тоа е тешко остварливо, меѓутоа еве тргнувајќи од наједноставни примери, мислам дека тоа многу битно
за да стигнеме до некаков паритет во однос на еднакво учество на мажите и жените, веројатно ќе ни требаат многу години. И прашање, дори гледајќи го индексот на gender gap, ние сме тука некаде на 100-тото место од 150 земји. Исланд најдобро котира во самата таа листа. Меѓутоа, со, да кажеме, 87% завршени работи, значи уште 13% му треба на Исланд за да дојде до 100%, за да дојде до еднаквост, нас ни треба околу 40%. Меѓутоа, се она што го правиме во иднина треба да мислиме на тоа. Мислам, секој кој што е на некој начин вклучен како маж во однос на некако спроведување или креирање на политики мора да го носи тоа во себе. Како одредена политика, како одредена програма навистина ќе одговори на потребите на жените со цел и да одговори на потребите на мажите таму каде што имаме обратен случај, бидејќи не е само женско прашањето на родовата еднаквост. Така да мислам дека тука би било, моите сугестии би биле тука највеќе кои што би требало да се случат во иднина. Ти благодарам, Бојан. Ни останува уште еден круг на прашања, меѓутоа ќе побарам да бидете многу кратки, не повеќе од 2 минути и да ги пренесете клучните пореки. Најпрво ќе го прашам Бојан, како представник на граѓанскиот сектор, која е вашата порака до власта, што е она што не беше направено изминатиот период, а е потребно да се направи во периодот кој што доаѓа? За мене клучно е прашањето на образованието. Мислам, образованието и подготовка на младата генерација во однос на разбирање на моделот за родова еднакост. Бидејќи се почнува од образованието и за жал она што ни се случува во образованието е нешто на кое што особено треба од кое што особено треба да се тргне. Барем сведоци сме на она што ни се случуваше неодамна со јавна соба. Сведоци сме на поминатото на голем број на учебници кои што имаат една родово дискриминирачка содржина. Така да мислам дека образованието е клучно во тој дел, во однос на градење на свеста околу прашањето народ. Значи, уште од најмали години, практично на младите генерации, на девојките и на момчињата, им се представи концептот народ. За да можат од тука да почнат да го разбираат тоа прашање и понатаму да можат да го имплементираат во секојдневниот живот. Тоа значи, например, сега во оваа фаза, се она што е учебник, се она што е наставен материјал, треба убаво да се исчисти, убаво да се отстрани секоја она содржина, верувајте, има доста, кој што на некој начин и текако дополнително придонесува за родовата нееднакост. Секако треба да се инвестира оно што го спомнавме во однос на сексуалното образование. Сексуалното образование е една од основите во однос на родовата еднакост, бидејќи не е сексуалното образование како младите да се заштитат од болести и инфекции, туку првенствено сексуалното образование има оваа димензија, да ја сватат еднаквоста која што постои помеѓу мажите и жените, бидејќи се започна од сексуалноста. Тука многу да треба да се инвестира и во наставниот кадар, во наставниците за се она кој што би требало, бидејќи мислам дека нашиот наставен кадар не е доволно сензибилизиран по прашањето народ и многу често знае да дава погрешни насоки, да ги воспитува поинаку самите идни генерации. Мене ми се случи со мојата ќерка, која што ние уште од 4 години почнавме со сексуално образование, нормално согласно нејзината возраст, прилагодена. И она знаеше нели како се создаваат беби. Меѓутоа и тоа го преднела на нејзината наставничка во трето одделение и нас наставничката не викна со цел да не искара како ние сме и рекле дека на мажот добива ерекција, пенисот наблегува во вагината, се испуштат сперматозоиди, се оплодува јајцеклетка и така настанува плодот на тому. И ние добивме навистина оака строга и прекора страна на наставничката, бидејќи тоа било несоодветно заради тоа што
и други деца, имало други девојчиња кои што било нелагодно за нези, дека не би требало, особено не девојче, тоа да го зборува. Така да, мислам дека од тука треба многу да се почне, да се работи. Да, образованието е многу важно. И она што е исто така за мене важно е сервис. Услугите кои што треба да постојат за жените. Дали тоа се однесуваат на социјалните услуги, дали се однесуваат на здравствените сервиси, дали се однесуваат на пристапот до терапија или лекови. Тука секогаш треба да ги имаме во предвид овие услуги да бидат подеднако достапни и за жените и за мажите, особено ако ни е проблем, ако ни е една од главните приоритети женското здравје, ние треба да знаеме како понатаму во реформирањето на здравствениот систем да направиме можност да навистина жените имаат пристап до здравствените услуги кои што еднакво, кои што особено ги таргетираат нивните потреби. Например, ние цело време зборуваме дека ни се недоволни гинеколози во државата, дека тие се особено битни во пружањето на грижа и поддршка на жените, а од друга страна пак нивниот број се намалува. Меѓутоа, како ќе го реформираме на здравствениот систем, да знаеме како тоа да одговори на тие потреби или во делот на социјалните услуги, оно што го зборуваше и Санела во однос на поддршката во домот на жената. Ние тука, например, се уште многу слабо прогресираме и мислам дека тие се многу битни моменти. Ако во една Франција, каде што одредени општини даваат по 15-20 часа на жените поддршка во домот кога е таа во породилно отсуство, со цел да може жената нели да излезе, да заврши некои други работи, а некој друг да може да се грижи за детето. Мислам дека тоа е една ваква бега која што вака нас звучи далечна, меѓутоа можеби да биде вклучена во тие локални политики и програми и сега во финансирањето кој што е многу битно во сето ова. Значи, сите тие мерки, сите тие политики кои што се носат на вистина да бидат буџетирани соодветно и на вистина да одговорат на потребите на жените во иднина. Ти благодарам, Бојан. Жане, сосема кратко, што е она што Социјалдемократскиот сојуз ќе го понуди во својата програма во однос на унапредување на родовата еднакост и унапредување на положбата на жените во различните области на општественото живење. Добро, Јована, значи, за да бидам кратка, бидејќи навистина она што Социјалдемократскиот сојуз ќе го понуди во новата програма е малце повеќе и немаме време се да елаборираме, но клучно е тоа што ние во новата програма го задржуваме концептот на она што го започнавме со програмата за живот во 2016 и со програмите кои што веќе се усвоени, имплементирани, но и програмите нивно доразработување, значи покачување степен понатаму. Потоа, оно што не успеавме за овој сепак релативно краток период да го направиме, да го направиме, но клучните работи се во делот на економското јакнење на жената, во делот на овозможувањето на учество во општествено-политичкиот живот, за што говорев пред малку, но новината ќе биде и тоа што ние, тоа морам да го истакнам со особено задоволство, што го предвидовме е конечно формирање на посебно тело, односно секретаријат за родова еднаквост, чија што надлежност ќе биде всушност координирање на имплементација, креирање, но и координирање на имплементацијата на сите мерки кои што се од аспект на родова еднаквост, значи мултиресорско, апсолутно поврзување на секој сегмент и имаме тоа всушност да кажам као министерство ќе биде замислено и за тоа исто говоревме многу години наназад, но очигледно еве сега дојде времето и за такво нешто. Секако тука продолжуваме и со здравствените политики, значи одиме чекор понатаму, образованието, за оно што се говореше,
се на се би рекла дека ќе имаме една програма со која што ќе го направиме значително исчекорот во равноправноста помеѓу мажите и жените. Благодарам, Жане. И сосема кратко, министер, на што ќе биде насочено здравството во наредниот период од аспект на женското здравје? Ке пробам да бидам многу краток, ако ги елаборираме плановите здравството, ќе одземе многу време. Биолошки сите се еднакви. Мажи и жени, нема апсолутно никаква разлика. Никој, ниту еден не е по паметен, интелигентен, креативен, силен. Ние имаме обврска. Сега, гледајќи ги овие сите и креирајќи ги општествените процеси, политиките кои што Социјалдемократскиот сојуз веќе ги имплементира во овие изминати години, веќе дава резултат видлив. Ние треба само да продолжиме. Апсолутно стојам за сето ова што Жане го кажа, заради тоа што вистина верувам во сето тоа. Сметам дека еве како креатор на политика на укинување на квотите, само во аптеките, сметам дека и тие квоти не треба да постојат, ама не во насока на тоа што било порано, туку за вистински општествени промени, мислам дека треба да се мобилизираат жените. Благодарам. Санела, во твоите одговори на претходните две прашања, некако ги начна предизвиците за наредниот период на Министерството за труд и социјална политика. Она кое што сакам да те прашам е за една област која што има исклучително влијание врз животот и на мажите и на жените, тоа се климатските промени. Некој ќе каже што има врска климатските промени, животната средина со родовата еднаквост, меѓутоа сакам да те прашам, дали има како влада, дали има размислување за внесување на родовата компонента во климатските промени, затоа што влијанието од климатските промени не препознаваат пол, меѓутоа последиците од климатските промени и така имаат родова димензија. Така е, значи последиците и како имаат родова димензија и она што цело време го зборуваме е дека не постојат родово неутрални политики, постојат само родово слепи политики, политики што не препознаваат дека нешто има како последица унапредување или уназадување на родовата еднаквост. Значи ако размислуваме за климатските промени со кои што и веќе се соочуваме во нашата земја, само ако размислиме на ефектите, дали станува збор за поплава или станува збор за суша, особено во руралните средини, особено нели тие што се бават со земјоделие се соочуваат со тоа, и да помислиме која носи одговорноста да во рамки на семејството обезбеди дали треба вода или ако треба поплава дали да исчисти се во домот, значи товарот секако паѓа на жените, така да последиците и како имаат родови димензии. И токму во таа насока, значи Министерството е дел од тие процеси, значи се изработуваат стратегии за климатски процеси, меѓутоа со поддршка на Обединетите нации, значи се работи на акциски план во делот на родовата димензија за справување со климатските промени и сите тие предлог активности ќе се го најдат своето место и во новата национална стратегија за родова еднаквост која што чиј процес ќе го координира и ќе го води Министерството за труд и социјална политика. Значи во сите овие активности најбитно е да почнеме и од првата порака, она што многу пати беше повторено, дека најбитно е да има учество на жените во креирање на сите тие политики, односно ќе се сложам со Бојан, политиките кои што се однесуваат и допираат прашања кои што имаат родова димензија, мора да бидат вклучени жените и оние што се директно засегнати во самото креирање на тие политики, се со цел да бидат препознаени потребите и да бидат адресирани со тие активности. Така да значи се работи на таков документ, препознаена е потребата за вклучување на таа родова димензија во документите за справување со климатските промени и Министерството ќе продолжи да ги координира тие политики на национално ниво. Благодарам, Санела. Ова покажува само дека нема област во која што не е потребно да се вклучи родовата еднаквост, односно да се интегрираат концептот на еднакви можности на жените и мажите. Ви благодарам на
сите за активното учество на овој панел. А сега оставам простор за прашање и за дискусии, затоа што целта и на овие трибини е да се слушне гласот на секој граѓанин, колку што е процесот на креирање на новите политики и новата програма на Социјалдемократскиот сојуз со учество на граѓаните, тоа значи дека навистина политиките кои што ќе се предложат и мерките кои што ќе се предложат ги допираат потребите и интересите на сите во државата. Повелете. Почитуваната Станела, сметам дека вашето министерството од кое што доаѓате еден светл пример за последниве години за решавање на многу проблеми од секојдневниот живот и во тој контекст сакам да ве прашам конкретно како не на родовата еднаквост, туку на жената како категорија во општеството ќе се помогне со конкретен пример. Кога имате самохрана мајка која што издржува дете со Даунов синдром и ќерка, работи од 8 до 6, каде е тука општеството како поддршка? И дали е тоа во план да се имплементира во законот, затоа што е многу битно и многу посуштинско од многу работи што вечерва ги слушнавме. Исто така сметам дека во Македонија како земја која што тежна кон европските вредности, дека породилното отсуство треба да биде најмалку 1 година. Во најранливиот период жената треба да биде таа, не мажот кој што задолжително или незадолжително би бил вметнат во таква некоја законска рамка. Тие две вредности, значи за таа ранлива категорија на луѓе, дали се планира општеството да им, например, конкретно јас имам и предлог дека треба да имаат 4 часовно работно време, но цела плата. Замислете се било кој овде да живее еден ден со таква тежина. Благодарам. Да, благодарам за прашањата. Дали се тоа дневни центри, пак ќе спомнам дали е тоа помош и нега во домот, кој што треба да го олесна тој товар на грижа. Меѓутоа, значи, право на скратено работно време имате, со тоа што да, значи, остварувањето на право на скратено работно време не значи половина плата, значи цела плата се аплицира по добиеното решение. Значи, половина од платата ви е исплаќа работодавачот, фирмата, кој да е, другата половина се добива преку Центар за социјална работа. Така да, значи, тоа право на скратено работно време постои, веќе постои како законско решение и ги охрабрувам сите да го користат. За услугите спомнав, дали се дневни центри, дали одменска грижа. Во однос на самата грижа за овакво, наш став е, и тоа значи промовирање и усогласување на приватен и професионален живот и еднакви можности и еднаква грижа за детето. Ние мора да поддржуваме, значи, подеднаква грижа за детето од најрана возраст од двата родители, затоа што поспротивно самите си го наметнуваме тој товар дека грижата за детето е единствено на мајката. И токму од тие причини, значи, постоечкиот закон го препознава првенствено правото на мајката, меѓутоа во тој дел на некој начин, значи, еве ќе ви кажам конкретен случај. Имаме случај каде што понекогаш и татковците се онеправдани. Значи, таткото си е вработен, значи си плаќа придонесе, меѓутоа ради тоа што мајката не била вработена, таа не го остварува правото, значи не може ни таткото да го користи, што се разбира не е коректно и не е во насока на обезбедување услови, еднакви можности и еднаква грижа за своето дете. И токму затоа законот дефинира, новиот предлог закон, родителско отсуство. Во однос на самото траење на родителското отсуство, тоа е нешто што го договараме, преговараме. Ние сме за опција да, постои можност за споделување меѓу мајката и таткото. Сметаме дека должината на постоечкото отсуство кое што го имаме е едно, јас како што знам, имаме едни од подобрите законски решенија во однос на должината. Тоа мораме да го признаеме. Идејата е да се споделат обврските во домот од најрана возраст и идејата е секако да жените се вратат побрзо на пазарот на труд, затоа што тоа е еден од главните предизвици со кои што се соочуваме во државата, а ние како држава да обезбедиме услови и да обезбедиме место и грижа за детето во моментот кога родителите ќе решат да се вратат на работа. Благодарам. Други прашања?
едно прашање до нашиот министер. Јас работам 27 години на дигестивна хирургија и таму поминуваат многу специјализантки, сега кажувам за женскиот пол. Значи, до сега 27 години ниедна жена не е вработена на дигестивна хирургија како хирург. И не знам дали тоа нешто ќе се преземе, значи излегуваат многу квалитетни кадри кои што ќе отидат нели во другите болници. Значи не тврдам дека нема жени хирурзи низ, да кажеме, во Скопје, во градската болница, во поранешната нели војна болница. Значи стегде има жени дигестивни хирурзи само на дигестивна клиника Мајка Тереза. Дали тоа некогаш ќе се смени? Многу ме интересира. Да. Струки, специјалности, професии. Мислам дека родовата дискриминација не постои. Значи во тој свет нема правило дали е маж или жена. Се разговара за високо е специализирана. Се разговара за други карактеристики, за друга тежина, на друг начин се мерат луѓето кои што работат во тие професии. Ние имаме жена неврохирург. Една од најдобрите неврохирурзи што јас сум ја видел во мојата професионална лекарска кариера е жена неврохирург од Белград. Она е позната ширум Европа и светот. И вие сами знаете кога специализантки или специализанти дежураат, работат, нема разлика во нивниот ангажман. Никој не заостанува со тие професионални перформанси ако е жена. Јас не сум видел, барем до сега. А зашто не сум размислил јас дека на дигестивна хирургија нема ниту една докторка. Меѓутоа верувам дека со овој огромен број на согласности што ги дававме за вработување со стимулација за младите лекари, дека тоа ќе се смени скоро. Дали има други прашања? Ако нема, да, 90, повеќе од 90 минути дебатираме, значи навистина прашањето е многу значајно и има што да се дебатира. Ви благодарам на сите, посебно на панелистите. Благодарам за присуството и за одговорите кои што ги дававте на прашањата и секако благодарам до вас, почитувани присутни, на истрајност овие 90 минути да бидете тука и да бидете активни и по прашањата со дискусии. Ви благодарам.